Акција за прибирање на електронски отпад. Ова активност ја реализира Организацијата на жени на Свети Николе во соработка со други граѓански здруженија од цела Македонија. Таа е во рамки на мрежата Мрдни со прст еколошка активност, каде се вклучуваат сите граѓански организации кои работат на еколошки платформи. Активности ќе се реализираат и во Штип. Активностите кои следуваат оваа година ги започнавме од минатата, тоест декември, со сортирање на електричен и електронски отпад во општина Свети Никола, Лозово, а сега би сакала да се приклучиме со спроведување на акции во Штип, односно да ги размрдаме прстите, како што е и насловот на самата иницијатива, граѓанска иницијатива Мрдни со прст. Значи станува збор за сортирање на електричен и електронски отпад, габаритен и негабаритен. Една тематика која нашето население и не е толку добро позната, односно знаат да ги смешаат овој отпад со комуналниот, каде настанува проблем. И граѓаните не се запознаени за карактерот на овој проблем, дека станува збор дека може да повлече многу големи штетни влијани за општината, односно за целокупната животна средина, па и по штета на нашето здравје. Има ли пунктови специјални дека ќе може да се собере тоа за да знаат граѓаните? Да, секако ќе има пунктови. Првиот пункт е сега што ќе реализираме акцијата е на 27 јануари во Свети Никола, каде, како што напоменавте, ќе има пунктови, граѓаните ќе може да донесат електричен или електронски отпад, сето тоа ќе се сортира и се разбира ќе заврши таму каде што припаѓа, не со комуналниот отпад. Сега комисијата на Мрдни со прст иницијативата е да се подигне свеста во прибирањето на електронскиот отпад, а и да се знаат сите регулативи околу складирањето на истиот. Нула отпад, да, секако се тука тие најголема поддршка ни даваат во овој дел на Мрдни со прст акцијата. Ехо од Штип исто така со нив соработуваме и сите граѓани кои се заинтересирани исто така може да се приклучат во овие акции. Организација на жени се отворени за соработка, така што се во име на заштита на природата и на човековото здравје. Активноста за соодветно сортирање на електронскиот отпад не е само разбудување на свеста кај граѓаните и негово сортирање, туку едукација за карактерот на опасниот отпад и дека според законските регулативи следуваат високи казнени мерки за кои повеќето од граѓаните и не се запознаени.